Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 590-то издание, а денес чести задоволство ми е првото гостување за 16-тата сезона на емисијата, да биде од страна на режисер кој неодамна го промовираше неговиот долгометражен игран филм Убиј ги прво децата, дело кое говори со филмскиот јазик на жанрот кој е поблизок на духот на младите и сведочи за една случајна испреплетеност на различни групации на ликови кои се вовлечени во незавидни позиции, од кои секој се обидува да го извлече исходот кој најмногу му одговара, воден од себичност, алчност, одмаздолюбиве, кои ќе бидат предвесници на пропаста на секој што ќе посегне по тоа што не е негово и сака да капитализира на туѓата уцена. Со овој филм се збогати домашната ризница на акциони, крими, комедии, па затоа почестен сум што во емисијата ми гостува режисерот Димитар Оравчанец. Добре дојде. Фала ти, Златко, баш ми е драго што сум тук. Кажи ми на почетокот зошто се одлучи првиот долг игран да ти биде еден урбан филм сместен во рамките на тие канони што ги нареков на крими комедијата. Зошто баш не ја одбра и зошто баш урбан филм? Види, тоа има малце, барем за мене има некоја емотивна позадина, заради тоа што ова е сценарио кој што јас го пишав кога бев млад човек. Супер. И потекнува од неколку идеи за кратки филмови, кои што ги имав пред 20 години. Okay. И тие беа склопени као кратки филмови уште тогаш. Не баш вака као што го гледаме во овој филм, меѓутоа инспирацијата дојде од таму некаде. Во меѓувреме ја, работев еден куп други кратки филмови, еден куп документарци, десетици реклами, појма немам више и колку. И кога требаше да склопам филм, долгометражен играм филм, ова беше првото сценарио што ја оствари го напишав. И ова сценарио, ексклузивно да ти кажам, пошто ме прашуваат многу луѓе. Добре. Ова е оствари првото долгометражно сценарио за играм филм кој што го имам напишано во мојот живот. И е напишано пред 15 години. Да, меѓутоа беше многу различно тоа што го напишав. Така. Потоа ја го конкурирав неколку пати, не го добив у различни верзии со различни наслови и така натаму. Меѓутоа доволно различно за да биде прифатено како нов проект. Меѓутоа во меѓувреме напишав и неколку други сценарија, но ова некако мене барем ми остана при срце бар заради тоа што ме содржи мене во мојата младост, во мојата наивност и во сето она што ти го кажа во воведот во твојот воведен збор за ова интервју. Зошто па се јави потребата да имаш плејада на споредни ликови и да го базираш исклучиво на една групација на предводници како што се младото трио? Зошто баш се одлучи за таква структура? Да имаш бројни споредни ликови? Види, ја така размислам. Јас сум хаотичен во мојот пристап кон животот генерално. За мене нема чаша вода, туку за мене има патот до чашата вода со сите перипети и заебанци кои што може да се случат додека јас ја наполнам таа чаша вода. Така. Значи тука го имаме шанкот, го имаме тепикот, дали кучето ќе ме сопне, дали керка ми нешто ќе каже. Не разбираш дали чешмата ќе работи, дали водата ќе биде топла или ладна, значи исто така и ликовите во овој филм, ја не можам да ги обработам ако немам ликови кои што ќе ги обработат нив за да ги разбереме подобро. Не верувам толку многу во експозиција колку што верувам во содржина и во интерактивност на луѓе едни со други. Така, содействување, помеѓу нив и нивното соочување. Се надевам дека и филмот е таков, да ти кажам наискрено. И тоа и го проникнува заради тоа што наместо од експозиција од нивното содействување се раѓа конфликтот, нели? Штом се одлучуваш за корална структура, кажи ми зошто не го подели во поглавје со испишување на пример на екран на протагонистите или сметаш дека тоа клише не беше нужно? Па види, тоа е форма. Види, ние сценариото први основно не е напишано така. Никогаш не требаше да биде во поглавја. За време на монтажа ја пробав некои штосеви. Нормално со Софија Самуиловска, мојата монтажерка, која што мислам дека е пола режија во овој филм.
Стварно мислам тоа. Трет пат се обмислува монтажа, тоа е тоа. Не по трет пат, само со неј се работам. Добро, супер. Ние пробавме некои исписи, некои така малце поформатирани верзии каде што би било јасно дека се случува во еден ден и така натаму. Меѓутоа свативме дека знаеш како ти објаснам, имаат американците многу добар израз, вика како цицки на дива свиња. Значи, ако нема потреба да го ставиш, не го стави. Не го стави, да. Pearls on the Spine, да, така нешто беше, да. Tits on a board. Да, Tits on a board. Сите црпиме од реалноста кога твориме, некој повеќе, некој помалку. Кажи ми колку сакаше случувањата или коите да бидат сродни со некои постоечки или па сакаше да ја преувеличиш реалноста на некој начин. Како пристап ти беше погледнеш? Знаеш што, вака сега. Ти го гледаше филмот, така? Да. Колку пати го гледаше? 3 пати. 3 пати. Признавам, осуден. Супер. Вака, едната од трите главни насоки која што беше дадена не само на актерите, туку и на продуцентите, и на актерите, и на екипата, беше јас сакам ова сценарио да биде реализирано на една тенка линија помеѓу нешто што може би било вистинито, колку и да не верувате дека е така, и нешто малце претерано. Добро. Знаеш, и секоја знаев дека треба да има оној меѓутоа повторно на тенка линија, знаеш, слепстик комедија. Да. Да има преувеличување, ама благо, знаеш, да бидат сите ликови малце повеќе, некои си 10-20% поише од она што би биле во реален живот. Така. Заради тоа и сценариото и диалозите се баш такви какви што се. Малце се претерани, малце се надреални, не надреални, тоа е погрешен збор. Малце се повеќе од она што, малце се пренагласени, баш така. Така. Ама тоа па и шармот му го дава и тоа го прави да биде покарактеристично што се двои од другите филми. Види, тоа е стилска фигура. Така е. Во филмскиот јазик тоа е стилска фигура. Ја го избрав баш тоа, и ја тоа го сакам. Така и тоа е обележје веќе станува на филмот и јас имам омаж, мислам, ја можам, не знам, види, такви работи прават сите. Сега како да ти кажам, сега да не идам од Чаплин нааму, ама не знам, од Фелини, па Коен браќа, па Емир Кустурица, па секој што да знам, сите имаат, знаеш, и ја тоа го сакам. Така е. Колку па македонското поднебје е плодно да се снимат крими комедии кај нас, колку па македонскиот менталитет е погоден за создавање на дела во ваков манир? Многу. Така? Викаш дека има шаренолики. Да, овде има толку будали што ја мислам земи било кој човек од улица ќе направиш филм за него кој што ќе биде подобар од овој филм. Не знам. Не, и тоа го мислам сериозно. Види, знаеш што? Секој треба да биде инспириран од своето поднебје и од животот што го обкружува. Мене она што најмногу ме нервира. И сега сериозно го мислам ова. Се македонски филмови кои што се прават од македонски режисери и сценаристи. Добро. Кои што раскажуваат приказни кои што они би сакале да ги раскажат. Добро. Не приказни кои што нив ги обкружуваат, не приказни кои што они ги почувствувале, не приказни кои што они сакаат да ги раскажат. Они раскажуваат приказни кои што они сакаат да ги раскажат за да бидат запаметени по нив некаде таму на некој битен фестивал, некоја Вукојевина, каде што некоја Хелга, као што вика Марија Апчевска, која што многу ја почитувам, или ме разбираш? Ке воодушеви некоја... Да, ке воодушеви некоја група на французи или белгијанци и така натаму и ке добие un certain regard на Кан и така натаму. Не, македонскиот филм треба да биде пред се направен за македонска публика. Тоа е моето мислење. Ако има интернационален шарм, онда дотолку подобро. Меѓутоа, филмови кои што се прават само за да се промовираат идеи во кои што не веруваат тие кои што ги раскажуваат, за мене не се филмаџи. Тоа е тоа.
Па има, доволно има такви филмови во цел свет, така што нема потреба ние да придонесуваме со нашата кинематографија дополнително да се презаситува тоа море на медиокритет. Ја мислам дека не е во ред секогаш да се обидуваш да шармираш некоја девојка со нешто што не е. Абе, човече, ја одма знам, мислам како да ти увестам. Значи, гледам филми, јасно ми или си го правил од срце или не, ме разбираш? Така. Во кој период, кажи ми, е сниман филмот, колку снимачки дени имаше продукцијата? Филмот е сниман 2022 од Значи, после корона, да. Да, од негде од 1 октомври до негде 1 ноември. Океј. Со паузи, нешто така беше. Добро. Требаше првично да се снима за 33 дена. Добро. Па некои 10 дена пред снимање дојдовме до 30, па некои 2 дена пред снимање стигнавме до 28. Добро. Бараше ти Па на денот на снимање стигнавме до 27, па за време на снимање мораше да се скрати на 25, пошто толку се пари. Толку беа парите, да. Ти бараш есенски период да биде? Не. Јас сакав летен период да биде и тоа многу, види, првичниот наслов на ова сценарио, не најпрвичниот, ама требаше биде распуст, значи прв ден после распуст, или нешто тако од тој период, така што требаше биде летен филм. И ние требаше го снимаме у мај, меѓутоа заради X причини се пролонгира. Да. Се пролонгираше, па требаше да биде во јули, па во август, па во септември, па бла 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 бла. На крај 1 октомври, слава Богу што овде го снимивме така, да. Колку поуспеа филмот кој го имаше замислено во твојата глава да го пресликаш и реализираш како финален продукт? Онака, процент ако ти барам, да речеш... Па не можеш така да, малце, не. Не, грубо, ај. Види да ти увестам нешто. Кога пишуваш филмот, ова го кажа веќе неколку пати на некои други люди. Добре, да. Кога пишуваш филмот, тоа е едно. Тоа е еден филм. Така е. Кога го снимаше друг? Не. Кога го спремаш филмот, сваќаш дека филмот може да биде нешто друго. Добро. Кога ги бираш актерите, филмот менјава личен опис, заради тоа што најна сите ликови имаат лице. Така е. Имаат однос и така натаму, и тогаш или паѓаш во депресија, или сваќаш дека топ, можеше да биде и боле. И онда, кога го снимаш филмот е нешто трето, заради тоа што ги гледаш во интеракција сите. Во монтажа паѓаш у несвес, почнуваш да вриштиш, да плачеш, да се смееш, хистерија. Онда монтажерот, во мојот случај, мојот психолог, психијатар, Софи, ми вика, слушај, лабај, сега правиме Франкенштейн. Од сите твои идеи, од сценарио до спремање, до снимање и на крај искача нешто кое што и сам кога го гледаш не си очекувал дека ќе го видиш. Не во тој формат во кој што го гледаш како кодечен. Барем за мене беше така. Сега више не можам да го гледам филмот, искрено да кажам. Толку пати го имаш прегледано. Па, боже мој, да. Сите режисери што ми доаѓаат веќе патат од таа болест и тоа е тоа. Мада едва и чекам да го гледам сега, баш ќе отидам у кино, искрено ти кажам, само да го гледам со жива публика и ќе отидам сега викендов у Cineplex. Ако, изненади ги. Не, нема никој да изненадам, ќе знаат сите дека јас сум легол у студио пошто имам голема глава. Ајде го режисера. Добро. Не, само да го гледам со жива публика, онака чисто да видам реакции, има да чув дека има добри реакции редовно. Да. Сега, Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Trainspotting, Snatch, колку независниот филм од 90-тите ти беше естетска и тематска воделка на твоето дел? Многу. Добро. Да, многу. И нема бегање од тоа. Види, ја ги сакам сите тие филми, јас сакам филмови генерално. Готово. Значи, јас гледам свашта, ја гледам буквално се, гледам од руски авангарден филм. Не, од тешки руски драми. Добро. Значи збориме од Ана Каренина која што трае 8 сата, ТВ филм заборив руската арка, сите тие. Не, добро, за Сокуров друг пат ќе збориме сега, да не збориме. Значи јас сакам свашта, сакам Б филмови, сакам ја, например, го обожавам на Джеймс Камерон првиот филм Пирана 2, Flying Piranha, го обожавам, како ти увест. Тоа е тоа. Мене лично, искрено ти кажа, бе вака сега, пошто сепак овде ќе бидеме 2 сата, па да не се лажеме еден со друг. Животна желба моја, знаеш ли која? Ајде. Јас сакам да го снимам
Осми путник, односно Добре. Alien, било кој дел. Значи, Добре. кој да дојде, кога јас ќе треба да го снимам, да снимам Alien 8, јас ќе умрам среќен човек, како да ти кажам. Супер. Ја ќе умрам ако го видам тоа. Од Мислам, друга баш сакам да го страна, видам, од да. друга страна, еве, ако сега збориме за Alien, Добро. значи сите ги имам гледано. Да. Alien vs Predator, Requiem, Така, бла бла така, бла, така. све имам Тоа ме гледано. да. Знаеш ли кој е следен филм кој што едва чекам да го видам? Ајде. Јупитер на Андрей Звјагинцев. Да. Супер. Сам да ти кажам дека мојот диапазон на гледање филмови иде од многу сериозни филмови до многу шашави филмови. Ако Меѓутоа јас си ја знам мојата черга Така, и да. заради тоа се надевам дека тоа е јасно и со овој филм. Ја не се обидов да бидам претенциозен. Да. Тоа сакав да снимам, тоа си снимив, си се гордеам со филмот. И драг ми и си го сакам филмот. Едва чекам да го начекам на телевизија да си го изгледам онака изненадно, ме така, разбираш? као гледаш, а не као... Да, на телевизија бе го фаќам на третина филм. Чеја да супер, видам чеја. ова, да. Додека го начекаме на телевизија, кажи ми каде ќе може да се погледне опрестојниот период во киносали. Види, Каде филмот ти? сега во моментов оди во Cineplex и ќе оди во Cineplex додека има интерес. Така. По другите градови? Иде, веќе иде, да, Така. беше во Богданци, Битола. во Битола, Така. па ќе оди ни сите киносали, сега каде има интерес таму ќе оди, ја мислам дека секаде ќе оди. Затоа што ќе се препознаат без разлика. Сега што- следно знам дека е во Свети Николе. Така. Јас само се надевам дека некој ќе се јави од било каде што ќе игра филмот, да изрази желба да дојдам и ја, да го гледам со таа публика и да ја направам муавет. Едва и чекам некој да ме повика да отидам. Како тој Супер, е? супер. Те на турнеја да направиш да видиш како уживаат луѓето во Да, тоа, меѓутоа тоа битно е да бидам повикан. Така. Супер. Ова е краток вовед со кој што со Димитар ќе зборуваме во текот на емисијата за сето тоа што може да го пронајдете во неговиот филм и за процесот на работењето на самото дело. А за музичката подлога се разбира ќе слушаме композиции кои беа и се уште составен дел од саундтракот на овој филм, затоа и започнавме со Легијата и нивната бонус трака, со која што се надевам дека ќе успееме и да завршиме како и самиот филм, а во продолжение ќе ослушнеме трейлерот за Kill the Children First, што би рекле на англискиот назив, односно би ги прво децата. Така што останете вечерва со Канал 103, ви следува еден прилично интригантен и занимлив разговор со режисерот Димитар. Дансе Макабра е емисија во која 16 сезони се зборува за уметност, борба против лицемерието, зависта и користолюбието, тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е на мала победа против шундот, апатијата и предрасудите. Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната музика и филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечер имаме закажано полноќен тан со смртта по 590 пат. Јас сум Затко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате радио Канал 103, емисијата Дансе Макабре, со мене во студиото е Димитар Ровченец, со него разговараме за Уви ги прво децата. Кажи ми, имаше филмот работен наслов Распуст ми го напомена како во една од тие фази. Абе имаше види, други- првото име на филмот, знаеш ли како беше? Ајде. Скопје го сака Карпош. Океј, добро. Да, требаше да биде приказан за карпошани, Аха, пошто добро. види ние оде во Скопје сме микрокосмоси мали, знаеш, Добро. аеродромци, карпошани, Гетоизација. гетоизација тотална и требаше да биде баш микрокосмос, ама малце прерасна во нешто друго филмот. Се прошири магично. Се прошири, да, распусти така натаму и на крај стигнавме. За време на снимање филмот се викаше Сим Портокал. Океј, добро. Ради Да, да, и ако видиш клапата за време на фотографиите од снимање, пишува Сим Портокал. Портокал, Да. добро. Меѓутоа мене тоа ми беше малце веќе видено и тоа они ме замолија да ставам ме замолија продуценти, као дај да иди Нешто убиги нека прво има, децата, да, многу е хардкор, бла бла бла. Ама ти истраја до крај. Реше, ова ќе биде. Ти не знаеш каква битка беше да остане филмот да се вика така, еве сега. Поставувам, да. Да, еве сега. Има убиство деца во наслов, значи тоа верувам дека тешко за продавање ќе биде. Така? Ти го гледаше филмот, да. не умира ни едно дете во Апсолутно. филмот. Апсолутно. Филмот се вика така од X причини. На крајот крајева како тој беше там цитат од филмот, така. Кажи ми прво, насловот го доби или репликата?
Што дојде? Кога свати дека Не, прво не, репликата беше. Репликата која е напишана? Наставот дојде од репликата. Така, значи, не, кога е Да, напишана, таа после реплика процени, постоеше во филмот, Да. Така. мислам во сценариото, од секојаш мислам. Не, така, мислам, не знам. Да, и таа те привлече на крај. Па не знам, 16 верзии имаше сценариото, што да ти кажам. Добро, а кажи ми, кога се снима модерен филм, треба да се долови нели духот на времето во кое се снима, но и едно лице на градот треба да се опфати во него. Зошто ги одбра тие локации за крими под земјето и ги добили сите места кои што сакаше да снимаш? Саш, искрен одговор. Па најискрен што може се. Тука сме за тоа, не сме за да се лажеме, не сме Пази, мали на деца. крај, види, кога снимаш филм со толку малце пари, Снимаш кај тоа ќе не- добиеш, да, кај ќе. снимаш кај ќе добиеш, апсолутно. Добро. Меѓутоа, да, види, мене најискрено, најомилена локација на која што се противеа сите ми е бродот. Океј, добро. Галијата на Вардар, тоа испадна храбра одлука на моја страна, барем Добре. така ми викаат, меѓутоа немаше ништо храбро од тоа, пази. Овој филм ќе го гледаат, се надевам, луѓе и за 20-30 години. Тие гали нема да ги има тогаш таму, јас сум сигурен. А и да ги И има, да ги што имаш е што битно. менува ништо, да. Мене најшто ми е битно Сараево кога гледаат, они не знаат позадина на Така, таа така. галија, ги заваде уво. Подрум има. Се Подрум. дешава, чуда се дешава, чуда. Така што Не, ама стварно, знаеш, што изгледа најдобро во филмот за филмот, тоа е битно. Ја мислам дека локациите се прилично добро склопени. Сега не знам кај требаше да се бркаат оние с филмот, ама кај нас требаше да се бркаат на 10 минути од следниот кадар, од прилика така му доаѓа. И од тие практични И поводи. функционира. Да, Па да, сега да, нека ме да. критикуваат. Нема потреба за критика. Имаше предизвици од снимањето од типот на луѓе, време, од типот на екстерни фактори, као дожд, ветер. Цело време. Така. Добро, дожд и ветер не, Добра. меѓутоа Да ти се беше влезам во кадар. предизвик. Абе, види човече, како ти обяснам. Значи, за 25 дена ние снимивме 140 страници сценарио, Така. акциона комедија со не знам колку, мислам дека беа негде околу 50 локации вкупно. Така. Се на се, мислам дека и поише беа оствари. Ако земеме поединечни кадри, дека не знам ни како се мери тоа. Добро. Така што она што за нас беше најбитно, за мене беше најбитно да се заврши на време и да се заврши најуспешно во однос на тоа да биде приказната раскажана. Добро. Ја нема време да се покажам нека сум ваков или таков режисер. Добре. Ја нема време да користам фар кога сакам, Така да е. правам Така 20 дубли, па ми се свиѓа ова, па не ми се свиѓа тоа. Значи ја морав да се ослободам од сите тие его инхибиции. Така. И морав да се фокусирам на тоа дека ние сега снимаме филм кој што треба да раскаже приказна, кој што треба да се измонтира некако. Така. Значи ја морав да снимам и на време, и во буџет, и за монтажа. Со среќа. Како викаат американците, тоа овде го нема, али имаат многу добра реплика, вика cut for action. Така. Знаеш, shoot and cut for action. Да. Значи, Нема снимај виз, за монтажа. Така. Разбираш, па сега кадарот ти бил ваков, бил однаков, Dutch angle, па ова, па ова. Ја нема време да се покажувам како режисер Така. во однос на моите способности да импресионирам со долги кадри, со вакви кадри, со едноставно немаше време за тоа. Имаше време, значи ја го искористив времето максимално што можев, Така. со единствена цел да раскажам приказна успешно и мислам дека успеав во тоа. Така. Во што па сакаше да биде сличен твојот филм со останатите крими комедии, а во што сакаше баш да се разликува кога почна да снимаш? Сега малце прашање, не ти го разбирам во што сакав да биде ист. Да има слични карактеристики кои што сакаше да ги поседува и твојот филм кои што ги имаат тие, меѓутоа од друга страна па сакаше да се издвоиш од нив, као да се разликуваш од нив, да дадеш твој печат. Види, знаеш што, ова е веќе завршена формула. Мислам, ова сценарио како формула за раскажување на приказна во 3 акта е дефинирана од кога постои филмската уметност. Така. Така што ја тука ништо не измислив ново. Меѓутоа самото тоа дека става македонски ликови на македонски локации, со тоа што им давам мој твист, ја имам тука балерина, имам татко кој што е нинџа.
Ме разбираш, имам шашави тинејџери, И уште пошашави мафијаши. и имам мафијаши кои што се аутистични Комплет. во голем дел и така натаму, тоа му дава шмик на Така, филмот. така. А драматуршката формула веќе постои и Така. таа е дефинирана. Ќе ти кажам и не знам, може да ти кажам уствари многу филмови, не знам. И тоа сите викаат Гај Ричи, Да, Квентин тоа, Тарантино, тоа. не. Сидни Луме. Значи од добро. таму потекнуваат идеите за оваа драматуршка структура. Така е. Или не знам, добив некоја критика дека кај мене во филмовите жените се тепани како во филмовите на Тарантино, кој што тоа го измислил. Не. Тој што тоа го кажува, очигледно не гледал филмови американски, па особено, од 40 и 50 години зборам. Да, фер. Не А разбираш? Хонг, што правиме муаве Тоа е за Хонг, 60-70. Сега, не е окей тоа така. Биле тепани жените, зјеби га, сега така дошло до сценариото, така се... Ама и жените тепаа да се разбереме во твојот филм и тоа и тоа не жената да ги тепа. тепа се, да, Не и да тоа не било која жена, него Така, клинка така, една, така. ја завршува работата, нели? Кои беа најголемите промени што настанаа во склопувањето на сценариото меѓу драфтовите? Што беше константа, што беше отфрлено низ годините? Види, нема тука низ годините. Првото сценарио беше 180 страници. Машала. Тоа е филм од 4 сата. Да. Минимум. Да. Меѓутоа, ја искрено да ти кажам, без спремен да го снимам тоа, ама, не, знаеш што преф ја? Ја, наеднаш се намали бројот на страници како што го намали фонтот, од 12 отиде во 11. Добро. Затоа што не можев да ги слушам продуцентиве мои, Атанас Георгиев Добро. и Дијан Илиев и не знам Така, таму така. уште кои се наредија, дека многу ми е долго сценариото. И наеднаш се смали на 160 страници, онда кога ни го пратија таму на некои нивни луѓе, Така. нели, пошто сите имаат луѓе негде, кои што боле знаат од мене и од сите други. И овие рекоа, абе, фонтов е намален. Ајте, Значи, они немаа коментар за сценариото, они имаа коментар дека фонтот е намален. Ништо не ти И прокна. не е битно, на краја морав да го скратам сценариото и со право. На крај крајава со право и онда го викнав другар ми, мојот најдобар другар во суштина, Александар Русјаков, Така. со кој што се знаеме од кога бевме деца. И му рече, еве ти ножот, почни да сечеш, а? Му реков, не, еве ти ножот, идеме заедно да го сечеме и Ја ќе држам, ти се и се спакувавме, отидовме во Охрид, бевме во Охрид недела дена, ја, он и Маријана Котевска, наша најбелја другарка, не е Така. битно, писател, поет и така натаму, и Маријана не слушаше и се смееше, додека ја и овој додававме на 180 страници првите 2 дена за да почнеме да кратиме, па така му доаѓа. Па добро, во ред. И не е битно, Алек ми помогна многу да го скратиме сценариото Така. и има таму еден куп така златен материјал кој што е изваден. Меѓутоа има и материјал што е изваден заради тоа што едноставно знаевме дека нема шанса да се сними. Мислам, дај ми уште, не знам, уште 200.000 евра, па може и ќе се сними оваа сцена. Имаше цела една дополнителна сцена со таткото нинџа и Аха. Каде ќе го оркестрираш? па вака ќе се тепаат, однака ќе се тепаат. Мислам, ја не знаев како ќе го режирам тоа, ама Да, ама беше напишано на карта. беше напишано и многу добро изгледаше во мојата глава. Супер. Кажи ми, крајот беше фиксиран од почетокот од кога го имаше сценариото или и крајот дури се смени? Ви, имаше две верзии на крајот, сега ќе Добро, ви кажам, ајде. сега може би малце и блупери, ама Добро. или беше ода да ги потепа сите, Добро. или сите да се потепаат меѓу себе, себе. они да преживеат. Добро. Тоа беше. Во секој случај ќе остане живи деца. Да, меѓутоа оваа верзија што сега е конечна верзија на филмот беше првичната идеја. Добро, окей. Очигледно дека најрелевантно останала и за вас, па затоа сте оставиле до крај. Да, со тоа што види и имаше и епилог филмот, Аха, и сега кода има имаш? епилог, Да, и да. сега има епилог, Кода, да. кој што нели кореспондира со почетокот Така, на така. филмот, трала, бла бла бла, млади жени, постари девојки. Така, така. Меѓутоа имаше и друг еден епилог кој што ми е драго дека на никој не му се свиѓаше, а тоа беше да ги видиме како завршуваат сите поединечно. Аха, Да, али ја тоа го извадив заради тоа што беше
Ма групација е, веќе ги знаеме. Многу беше чизи, мислам театарче лево ќоше. Не, вака е подобро. Види, јас све пробав, како тебе. Верувам ти. Разбираш? Да. Ама трите лика заедно веќе ги знаеме, сплотени се на крај, така што мислам дека убаво отварање и затворање ако е сум. Фала ти. Правевте читачки проби, имавте доволно време да го вежбате материјалот? Знаеш што, ја сега ги ти кажам вака. Јас сум дипломиран театралец. Јас завршив театар. Театарска режија и глума завршив. И мене, мислам, ја никош не ќе да се бавам со глума, меѓутоа кога студирав барем на мојот универзитет, односно факултет каде што завршив театар, за да студираш театарска режија мораш да студираш глума и мораш да глумиш. И мораш многу време да поминеш со глумци. И тоа не е туку така. Има причина тука голема. Така. И добра, а тоа е дека ти мораш да сватиш. Во суштина се сведува на следно. Ако ти имаш добар каст, однак си у плюс многу голем. Така е. Ако ти сватиш дека глумците со кои што работат можат да ти бидат корежисери на некој ниво, Добро. онда ќе имаш успешен филм без разлика за било што. Добро. И јас секогаш инсистирам на работа со глумци. Да ги избереш правите. Не само да ги изберам, тука многу ми помогна Кирјана Николовска, Така. што ми беше кастинг директорка, Така. значи ја секоја честа не за каков нюх има. Значи она мене како ти обяснам ми заврши огромна работа. Така. Меѓутоа она што мене ми беше важно е да видам што глумците ќе донесат за нивните ликови пред јас да им кажам како они треба да ги интерпретираат тие ликови. Добро. Така што да, имаше екстензивни проби со глумци, кои што траја и буквално немаше сцена да не е покриена со и читачка проба и мизансценска проба на некој простор кај мене дома. Да. Како ти обяснам. Океј, за да знаеш и блокинг. Апсолутно. И ние кога дојавме на сет бевме спремни. Ние не се занимававме сега ти ова, овде. Не, ние бевме спремни. Бам, снимаме. Ајде, ставај камера, ова е тоа. Пали, да. Филмот го предводат тинеџерите Мартин, Матеја и Ѓорѓи. Кои coming of age елементи сакаше да ги истакнеш кај ликовите? Какви се овие млади генерации? Пошто се разликуваат од тие кои што ти си бил, предпоставувам. Апсолутно, да. Во првата верзија на сценариото беше лаптоп во прашање, не беше телефон. Фер. Не, озбилно. Фер, И тоа беше еден од оние лаптопи што Груевски на времето ги даваше, нели, по еден лаптоп за секој дете, па ти види колку е старо сценариото. Добро. Мислам, тоа го кажам за ова, не за некоја политичка причина. Ама се менуваат генерации. Се менуваат генерациите, меѓутоа види, ја имам керка, тинеџерка, Така. сега е веќе тинеџерка. Така. Од друга страна имам другари кои што имаат деца кои што се тинеџери. Од трета страна ја гледам да се дружам со луѓе што се помлади од мене, поинтересни ми се во секој случај. И ги пратам трендовите колку што можам да ги пратам и колку и да не се слагам со нив, ја знаеш, можам да ги разберам и да ги сватам. Така што не беше многу тешко. Особено со оглед на тоа дека бирав глумци кои што се млади. Сега Мија Жиро, она реално кога го снимавме филмот имаше 19 години и јас си давав полна слобода на незе да прави било какви интервенции првично во диалозите. Океј. Се разбира, Како најприродно ви одговарали за не ликот само и за тоа, неа, него да. и за време на читачки проби, не само со неа, и со Мартин, и со Стефан. Да. Ние дискутиравме, не, се што мислиш дека смета, Така. како радња, како действие, како диалог и така натаму, Така. дај да го измениме. И Фер. настана некои промени. Океј. Сега, меѓутоа тие промени генерално беа во самите сцени. Не беа на драматуршки ниво, заради тоа што драматургијата е многу, знаеш, многу конкретна, се знае. Така, Тргаме јасно тука, е. завршуваме овде низ овие сцени. Ама вокабуларот се менуваше. Не е само вокабуларот и односот и Да, така натаму, на пример,
Например, односот на главната актерка, односно на главниот лик, на ликот Така. на девојката со мајка ѝ, Окей. комплетно беше сменет заради тие проби и така натаму. Значи, Окей. односот требаше да биде скроз различен. Окей. Меѓутоа, ете, исправна вака. Сега Софија Самуиловска, никад нема да заборавам, ми вика, ја монтираме сцена, во она иде дома со дечко и ќе го запознаа дечкото со мајка ѝ и звони дома наместо директно да влезе. Да. Као гостин во собствениот дом. Да, меѓутоа има причина и таа причина е заради сите тие разговори и така натаму со помладиве луѓе. Да, дистанција. Апсолутно. Секој случај. Сега, во кафаната Турбо па заседуваат лихварите Љут, Мрсул и Мачки. Во ера на брзи кредити, копање на народ и колење на народ од банките, каде е местото на ваквите лихварчиња во нашето општество. Па ја мислам дека ги има сегда, мислам види. Така. Се шеташ по улица и имаш знак на дуќан на кој што пише продавница за пари. Така. И сега ти кажи ми дека мојот лихвар Е е нешто поекстремен од тој што измислил име на продавница за пари. Разбираш? Да. Добро, пофлексибилен е со каматните А нема, сиромашна држава, затоа нема кој да иде у кино да го гледа филмот. Никој нема 370 денари да плати за карта за кино. Така е. Што да не е така случајно. Со оглед на тоа колку има приходи македонците, мора да бираат што ќе гледаат. Сега не нека ќе биде изборот овој филм. Колку па има некаков кодекс на лојалност помеѓу овие мафијашчиња што Мрсул прва можност која има му се нуди би го предал Љут например. Колку го има тој кодекс као во американските Абе, гангстери? кој американски филми, не ме се. паралела. Абе, толку џадаци у Скопје еден куп ќе ти извадам што прават така. Да. Јас знам една многу, сега што да ти раскажам една Ајде, приказна ајде. инспирација за Мрсул. Ајде. Еден човек, XY, добро. XY, седнуваат, не е битно, си биле тројца џанаци Добро. и многу им се дрогирало. Така. И собираат пари, ама не им сиде нигде, не им се искача од дома, пошто су тешка параноја дека ќе ги фатат джандари. И едниот вика, слушај, ја човек ќе дое пред зграда, Така. ќе ни донесе Ќе снабди, добро. ќе ни донесе тоа што ни треба. Добро. Океј, добро. Еве ти пари. Овој не знам на кој спрат таму биле. 5, 6, 9 Така. спрат у зграда биле Така, во така. секој случај. Иде и го нема 3 сата. Добро. И се враќа конечно после 3 сата горе, напрен лом. Така. Значи напрен лом. Кај е ровата, бе, другар? Абе, ме начекаа, ме истепа у лифт, за тоа лифтот не работеше. До тоа ли е добро? Да, и ова е вистинска приказна, by the way. Јако. Така што не ми требаат американски филми Да. на мене да ми раскажуваат какви можат да бидат моралните и етички вредности на еден зависник од хероин, колку што јас ги имам просведочено или чуено за нив Така. во нашиот град, кој што беше и се уште е под една сериозна епидемија од тешки дроги. Така. А и очигледно дека се расширени на секаде низ државата и секаде ги има овие пациенти лево и десно. Особено ја кога бев клинец, значи зборам за доцни 90 и така натаму. Значи, ја не знам некој интелектуалец у Скопјево да не беше навлечен на хероин. Како те објасни? Така. Жалост, ама така е. Во еден Pulp Fiction-овски подрум ќе го наречам во плавушото, ќе ги најдеме и тргувачите со Белорови, Алтан, Светлана, Олја, Бомбон. Тие говорат со јазикот на уцена во посет на инкриминирачките материјали кои ги имаат. Кажи ми зошто ти беше важно да го прикажеш и овој талок на општеството и постоењето на тие канали на трговија кои најчесто можеби не се на видик на обичниот човек. Затоа што сум свесен за тоа дека постои. Сега ќе ти кажам, Така, зашто така. многу точно ќе ти кажам. Да. Има една реплика доле во подрумот, кога прв пат го отвараме подрумот доле, Добро. кој што е подрум каде што ги чуваат тие жени и така натаму. Има една реплика додека Бомбона, ликот на Бомбона го ја тепа ликот на, тоест ликот Алтан. Така.
И он ја шамаре и она у еден момент му се врти, му заржува и му вика, аме немој ќе приметат моите. Да. Има причина за тоа и сега ќе ти кажам која е причината. Пред некои си 20 години од прилика, така нешто, рани 2000-ти години, имаше една приказна, многу интересна, излезе во јавност, кратко, ден-два беше во јавност и ја снема приказната, тоа беше дека имаше средношколки кои што учеа тогаш барем дури наведоа дека учела у Јосип Брос, значи у центар строг центар, нели, високо елитно во тоа време средна школа, сега не знам како, не ме ни занима. Така. Кои што беа своеволно распределени во одредено време пред или после школа во 2-3 стана во градски зид баш тука околу Јосип Брос. Така. Да се проституираат за пари. И од таму потекна мојата идеја за ликот на Бомбона, која што игра Марија Јанчевска. Значи едно девојче кое што наивно посакувајќи едноставно, ме разбираш, сакам да имам iPhone 16 кој што кошта 2000 евра, ја не знам како да го добијам. Ова е начин на кој што брзо. Да, ова е начин на кој што ја ќе го добијам и за глава тој некој свет кој што е многу реален и постои. Мислам, како тој вестам во Македонија тоа има проституција, дрога, кладилници, мислам. Да. Тоа е тоа, нема бегање. Тоа е. Да. Нималку честни па се и полицајците кои се инволвирани во сите групации. Инспекторот и Брски премижуваат и премолчуваат пред злото, но и Макијавеловски доаѓаат до целта на секој можен начин. Во какво светло сакаше да и прикажеш овие компромитирани, условно кажано, одржувачи на јавен ред и мир? Абе, ви знаеш што ја не викам дека сите полицајци се криминалци, нити дека некои се криминалци. Арно, Не, нема арно, и стварно не го мислам тоа така. Меѓутоа, повторно, ако се повикам на некоја историја македонска, нова, задниве 20 години, повеќе имало полицајци инкриминирани и извадени од обвиненија, него ли што имало просечен човек. Така што повторно црпам од она што ме обкружува. Сам на тоа се сведо. Никој конкретно не е инспирација за ликот на инспекторот. Инспирација се тие приказни што ги читам по вестници, по новини, на тај МК, како тоа. Има, да, секако. Значи, лакомоста на човекот и алчноста да се земе тоа што. Да, мене ми одговараше во приказната, го напишам така како што е. Секако. Сега Лео може би клише, ама како тоа вестам, не е клише ако е реално така. Ама ја брка функцијата од друга страна заради тоа што цело време за криминал се зборува, нели? И треба некој, нели, да се спротистави на тоа. Така, нели? Не, ама има и во таа канцеларија на почетокот кога го запознаваме инспекторот, има тука една дискусија каде што вика што е, ќе победат вашите? Нели ден на избори или така нешто беше во филмот. Што е, ќе победат вашите, нашите? Па кажи ми дека последниве 30 години не се сведува се на тој муавет. Нашите, вашите. За жал да. За жал си оправа. Нашите ќе победат, вашите ќе победат, ние ќе дојдеме на власт, ние ќе дојдеме на власт, ние ова ќе смениме, ние тебе ќе те смениме. Мислам, како тој вестам, не е ни чудо што немаме омладина, не знам, ме праша пред некој ден на некоја телевизија кај гледате днината на младите во Македонија. Во Германија ја гледам. Во Германија ќе имаат и днина, јеби. Па така е. Така е, ама кога ќе поделиш народ, полесно е да го владееш, нели? Кога ќе го поделиш на две фракции. Да, не, добро. Лео, особено по панково, има доста секси, но исто така и опасни улоги. Кажи ми од каде дојде па потребата за правење на БДС женски ликови кои излегуваат надвор од тие типизирани женски ликови кои ги знаеме во домашниот филм и девојки може, нели, да се играат со катани и пиштоли. Што го докажуваш? Зашо имаше таа потреба во такво светло да ги доловиш? Збори за Лео Поповиќ, за Марида Попанкова и за Мија Жиро. Така. Као супер способни женски. Апсолутно. За све.
Па не знам, може би ми се допаѓа тоа на мене. Меѓутоа, види, не е дека не сме го видели. Све во овој филм што гледаме веќе сме го видели. Не е дека не сме го видели. Добро, за домашниот. За домските филмови зборуваме, не зборуваме за Ума Турман и... Не изборам ни јас за Ума Турман, мислам далеко од тоа. Па види, знаеш што, Или за ја... Пем Гриер, извини. Ако веќе идеме назад. Или Black Exploitation. Ето така. Пошто и тие си игра со опасни оружја и тоа демонстрира дека ги Па владат. види, ја од секој сум мислел дека жените се поопасни од мажите на едно подлабоко ниво. Меѓутоа, ако тоа го прикажаш малце по-буквално, онда може би и ќе ти дојде од гс у глава, што вика. Океј, ќе те удели, да. Меѓутоа, да, ја од секој сум сакал доминантни женски ликови. Супер. И зошто да не ги ставам во еден филм каде што, како да кажам, женската моќ може да дојде до барем еден визуелен израз на доминација на машкото. Сам сега звучи ова некако како што ти звучи и да тебе. Добро. Меѓутоа мене едноставно ми се допаѓа жена со пиштол во рака. Не се бунам. Како турестам. И мислам дека жена со пиштол во рака е поопасна од маж со шмајзер во рака, искрено да ти кажам. Поише се плашам од Марина Попанкова со пиштол, него и од Ненад Нацев со калашников. Така. Сега колку е важно антагонистите во филмот да имаат свој евиден шарм и харизма. Колку сметаш дека тоа привлечност би им дало дополнително и би ги збогатило како антагонисти, ако имаат некаква харизма. Абе види, сите сме луѓе од крв и месо, така? Така е. И многу е битно, без разлика дали ликот е позитивен или негативен, да има мани. Така е. Да има мани, да има карактер, да има позадина, да биде паметен, глупав, да биде аутистичен или хиперинтелигентен. Човече. Знаеш, тоа го прави ликот да биде баш така од крв и месо. Така што колку што треба главните ликови да бидат изградени, толку споредните ликови треба да имаат истата тежина. И мене ако ме прашаш, главните ликови никогаш нема да дојдат до израз толку добро или толку многу, ако споредните ликови не се изградени со идентично внимание. Односно, знаеш, мора да ги градиш како дел од тој еден свет, за да тој свет функционира. И токму заради тоа, ја многу обрнав внимание и слушај, и филмот ако го гледаш уствари, да, има главни ликови кои што го носат действието, односно приказната се врти околу нив, меѓутоа овој филм е ансамбл. Така, да. Значи овој е филм на сите во него, не е филм на главните три лика. Така. Корален. Секоја честа дечкото од фикшн на Сайзер што ги придржуваше певајките. Одлични сцени имаше таму кои беа помпойло. Колку си зеде за право со помош на хуморот да си поиграш со одредени девијантни појави, ајде така да кажем. Што мислиш со девијантни појави? Колку хуморот ти беше оружје за сите овие криминогени действија што ги имаш, да ја дадеш таа потребна ведрина и да ги исмееш тие недостатоци на ликовите, колку сметаше дека како автор, како оружје ти е доволно, за да може да ги приемчиви да ги направиш овие ликови. Види, вака, сега ја тука можам уште 2 емисии да збориме на оваа тема, меѓутоа тоа има врска и со мене, као сензибилитет, као човек со одреден сензибилитет. Така. Значи, мене кога најмногу ме боли, јас се смеам. Океј, добро. Јас ги имам најлудите коментари на погреби. Фер. Како тоа ста, мајка ми кога почина на незиниот погреб, сите вриштеа плачеа, само ја бев кул и само јас се шалев и се зезав и така натаму. Мајка ми моја беше таква. Кога почина, само вака ќе ти кажам. Добро. Кога почина, не е битно, идеме на некој погреб со мајка ми. И се вуваат на мајка ми на телефон, како си, вика, јас сум супер, вика, овде сите нешто вриштат, плачат, викат,
Вика само Јула, починатата е мртва ладна. И беше мртва ладна. Така што знаеш, ако работите ги прифатиш на еден начин кој што е искрен, а во тоа видиш некоја ведрина, односно надеж за некоја иднина, подобра. Тогаш мислам дека работите стануваат појасни. Со други зборови, мене лично хуморот ми е начин на комуникација на најтрагичното. И не знам што да е, не знам како филм да снимам следен во иднина, сигурно ќе биде раскажан со иста доза на хумор како што го има ова. Супер. И тоа ги збогатува на крајот на денот и самите. Па сега кој сака тоа, ме разбираш. Ја најубавината, да. Јас сум оптимиста. У најголемиот песимизам јас наоѓам некоја ведрина. Таков човек сум ја. Супер. И тоа се рефлектира и на самиот филм. Кажи ми од каде па дојде нишката за кунг фу чинителите? Зашто сакаше и тоа да е составен дел од самиот филм? Имаше конкретно филмови што те мотивираа за тоа или од секогаш си сакал да вметнеш такви елементи? Значи, ја ти кажав на почеток на емисија дека јас сакам секакви филмови. Мене хонг-конгшките филмови од 80-ти години, не знам, Police Story и така натаму со Джеки Чен, мисле, како тоа е там врв. Ја ги обожавам тие филмови. И сега, ако ја имам филм у кој што треба да имам опасен татко, а тоа треба да биде шашаво, ете, збориме сега за хуморот, па да му се не види, онда ќе го земам Филип Трајковиќ и ќе направам нинџа од него, макар тоа било и лош нинџа, лоша сцена, разбираш, за малце пари, ама ако функционира, а очигледно функционира, пошто ги гледам луѓе дека им функционира. Реагира, Тоа што ќе го направам, зошто да не? Твој нинџа е што па мој нинџа е апсолутно. Ја од сега Филип Трајковиќ нинџа ќе го викам. Уопште не ме занима како ти објаснам. Супер. Ќе се запише и ќе заврши некое ниво можеби од кај го. Таков феноменален глумец. Многу ми е жал што немаше поише сцена, ама таква беше улогат. Он имаше уште една екстра сцена која што извадивме со Софију од филмот, заради тоа што не функционираше во самиот филм. Меѓутоа, он е таков феноменален актер, едва и чекам со него пак да работам, искрено да ти кажам. Супер. Прашање можеби повеќе до сценографот, продукцијски дизајнер, ама ме мачи мене со оглед на тоа што ќе го земеме скејтањето како составен дел, нели? И од сад го знаеме дека е популаризирано и со панк културата и со хип-хоп културата. Во собата на скејтерот на ѕидовите имаше исто така излепено и црно-бели стрипови, односно извадоци на цртежи кои што се работени баш во тој црно-бел маниер. Сега, мислиш дека денешните скејтери имаат некаков однос со црно-белиот стрип или па се растени можеби со Marvel и DC и со другата? Какво прашање ми постави се, знаеш дека уопште не сум размислила за тоа. Види, продукцијскиот дизајн го работеше Сашо Блажевски, заедно со Илина. Јас знаев што сакам како боја и како генерална некоја насока. Така, добро. Меѓутоа, они зошто избрале да е тоа црно-бело или не, ја појма немам. Јас само гледав да ми изгледа добро кадар. Ја немам време многу да мислам тоа, искрено да ти кажам. Мислам, сега ако сакаш да те лажам, ќе почнам да ти измишлям овде, па види сега тоа. Да во слободно време цртаат. Немам појма зошто е тоа така. Не беше воочливо поради млади генерации, од колку толку знам каков однос имаат и дека црно-белиот стрип треба баш она да си навлечен на тоа за да те води, можеби како. Види, јас знаев, пази, и во сценариото ја кога пишуваше стрипови, ѕидови облепени со стрипови и така натаму. Пошто јас сум авиден колекционер на стрипови. Ја имам преку 4.500 стрипови дома. Кои што не смеат да бидат пипнати, ме разбираш? Во фолија ќе чуваш. Да, и од тие 4.500 стрипови, ја мислам дека 4.000 се црно-бели. Сега, зошто он избрал да бидат црно-бели? Појма неа, мислам. Добро, ама ти одговарало во секој случај. Не, визуелно ми се допајаше, ми одговараше. Супер, ме интересираше дали има дополнителна позадина заради тоа што ми беше воочливо како еден уникатен белег. Кажи ми, на кои локации најпрво почнавте да снимате, а на кои го завршивте снимањето? Од каде отворивте? Златко, најтешката сцена за снимање беше снимана прва. Тоа беше подрумот. Така.
Од таму решивте мразот Да, и обидот за силување, уствари, тоа беше првото снимање. И тоа беше, како ти објаснам, мислам, едно такво губење невиност за мене, режисерско, Така. за играм филм зборам се. Јасно. Али нема везе, јас се носев со тоа, заради тоа што ја точно знам што треба да се снима и како треба да се снима, немаше тука филозофија, немаше завода, стави камера овде, снимаме ова, ти вришти, Да, кореографија, тоа е тоа, да. Да, работиме, поише помалце, не претерувај, бла 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 бла. Добре. Меѓутоа во монтажа која влеговме, јас сватив дека можеби не требаше да почнеме со таа сцена прва да ја снимам. Океј. Заради тоа што во монтажа таа сцена најмногу душа ни извади на мене и на Софи, Аха, на монтажерката. да ја склопите? Од повеќе од една причина. Да, таа не беше најболна за монтирање сцена. И најверојатно е заради тоа што првата ја снимавме, заради тоа што тука се кршеа копијата и така натаму. Таа невиност се изгуби таму и сега да знаеш Не би ја имам- снимал прва? да можам да се посоветувам сами од себе Да, во тоа видно, време, би кажал не, снимаја барем четврти ден таа сцена. Аха, Не разбираш? така, да се запознаете и да Апсолутно. фатите темпо, да не биде Да, фатите и влог, со да. глумци работа, и сценографија, да се запознаеме, и целата екипа почна тука да соработува, да се запознава кој како што работи и така течение да се направи. Да, икс работи се во прашање, така што да, можеби не беше најпаметно, меѓутоа немавме опција. Да, тоа е локацијата, Заради тоа што ни бапна лихва од Аха, колку смееш да снимаш и... Да, така што лихвари секаде, како да ти кажам. и во филмска индустрија ги Од има. не од филмска индустрија, од државни од институции држав- конкретно. Па добро тие имаат закрила за тоа. А последна, која беше со која го затворивте? Со последната, да. Money Shot. Последната беше вадење пари, тоа е последен кадар, вадење пари од фиока во канцеларијата на Алтан. Така. Кога ликот на Марина Франките. Попанкова ги Франковите. вади швајцарските франци. Да. Тоа беше последниот кадар што го снимав. Добро, таман парите завршија кај вас на Фала крај. Богу. Да. Секако. Се обогатив од филмот. Секако. Правиме тука една кратка пауза, продолжение го слушаме Елде Пистолера со краток спој, го слушаме Скопје Крю со рап за вас и ќе завршиме со Паркети и Рок Агресори во нивната заедничка соработка. Така што по краткиот музички блок се враќаме во етер да дискутираме за процесот на дополнителна реализација на филмот Убиј ги прво децата. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дан се макабра, 590-то издание. Разговараме за Убиј ги прво децата со режисерот на филмот Димитар Ровчанец. Кажи ми, која ти беше најпроблематична сцена за снимање, односно која одзеде најмногу тејка, а која па ја снимаше најглатко онака? Која би одзема најмногу тека? Да. Таа во која што еден актер не си го знаеше текстот, од прилика така му доаѓа. Лошо е тоа. Не е ли подготовка? Многу е лошо. Или се блокира? 23 мислам нека беа тека. И ја, ако нешто не можам да поднесам, тоа е кога ќе ти дојде неспремен актер на сет. Сам пази ова збориме, пази ова се театарски глумци кои што треба да учат пиеси, треба да знаат наизуст. Ма не пиеси, не се заебам ова. Да, мислам. И сега има реплика која што е буквално 4 реда и 23 тека, мислам. Не. Така што тоа најмногу време ми одзема во однос на текови, а најтешка за снимање. Најтешка за снимање. Имаше продукциски некоја која што беше најпроблематична за реализирање, она која што ти се Не, знаеш што, кога ќе ги земеш сите фактори во предвид. Добро. Не знам, акционите сцени, да речеме, пукање, па работи, пистолот не работи, па пукнал, не пукнал, по ова, по она, тие, тоа е тедиозно, знаеш, тоа не е, не знам, најтешка сцена за снимање да го добијам тоа што го сакам, веројатно ми била сцената кога инспекторот ја мачи мајката на Матеа Марија. Тоа е сцена помеѓу Анастас Становски и Благица Трпковска и таа веројатно ми беше најтешка да го долам тоа што требаше, заради тоа што
требаше да се долови одредена емоција, не можевме да стигнеме таму, ја мислев дека тоа ќе оди брзо, не беше брзо. Така што да, веројатно таа сцена би рекол дека мене лично, барем ја така ја доживев како најтешка да се заврши. Ама од една страна треба од неа да постигнеш стоицизам, а од друга страна настојчивост него. Не треба ништо да постигнам, ни од него, ни од нејзе, треба они да постигнат од себе. А јас да поминени в колизијата. Ја веројатно треба да бидам трпелив и да истраме. Сега тука нема прав или крив, него едноставно дали така се погоди денот, дали така се погоди они двајца, дали така беше текстот. Од друга страна таа сцена беше буквално дупло подолга од оно што го гледаме во филмот. Добро. Кратеше. Да, и Софи го скрати тоа со право. Ја не да се крати толку многу, меѓутоа на крај сативме дека филмот многу паѓа во тој момент. Се губи ритмот, се губи динамиката и колку што беше најтешка за снимање, испадна и една втората најтешка за монтажа. Океј. А се врати на сет дополнително да снимиш некоја сцена ако не ти се допадна како изгледа на првото. Да, тоа нема што е луксус. Не знам колку пари имам, па да, се вративме уште 6 пати. Нема што тој луксус, така. Снимај што можеш. Снимај, другар, терај. Бегај. Колку имаш импровизација од репликите на самиот сет? Не многу. Така? Значи се држаш на договореното од читачките. Да, со тоа што види, јас за време на читачките проби со актерите се договорив дека се што ќе се менува во сценариото, во диалозите, ќе се менува за време на читачки проби. Океј. За време на сет, ако некој му се испушти нешто или така натаму, ако ми одговараше у пост да го користев. Ако не ми одговараше, идевме со сценарио. Јасно. Владимир Самуиловски ти е кинематограферот на филмот, со него ги задимивте просториите на мафијашите и ги осветливте домовите на тинеџерите. Кажи ми за иницијалниот пристап кон фотографијата, на која заемно целевте со Владко да ја постигнете. Владко Самуиловски. Види, нешто, Владко, овој филм никогаш не имаше да биде снимен успешно и особено не за 25 дена да не беше Владко снимател. Така. И да не беше Beatles Игор Алексов, директор на филм, односно Unit Production. Така. Значи, на нив двајца најмногу сум им благодарен што ми помогна овој филм да се сними успешно и малце избрзано. Добро. Владко Самуиловски и ја, и устави Владко е човекот заради кој што ја го конкурирав ова сценарио. Значи, ја на него му дав 2 сценарија, му реков, Владко, со кој да конкурирам? Имаше едно друго, имаше ова, и он ми вика, мене ова некако многу ми се свија, младолачко е, вако е, тако е. И не знам, и тоа, знаеш како, некој муаве бевме негде у кафич, некој пиевме пиво од Сабајле од 11 и он со точакот се враќавме на кај дома исправет, живееме. И си го правим муаветов и не знам, мене ме пресече тоа што он ми го кажа, мене ме пресече, реков тоа е тоа. Го снимам овој филм. Е сега, за разлика од сите сниматели што јас со кои што сум работел, а сум работел со сите. Јасно. Нема снимател освен овој Доксенски, само со него сум работел. Ете, не сме, па боже мој. Така. Ќе ми биде драго. Нема некој снимател со кој што сум работел да е толку брз и ефикасен. Као Владко Самуиловски. Ние не поминавме време во дискусија како да се осветли, што да се осветли и така натаму. Гледавме филмови, разговаравме, сакаме ваков изглед, таков изглед, од прилика ова, од прилика она, ми се свиѓа овој швек, ми се свиѓа овој фар, ова е добро, ова е добро. Стигаме на сет и ја на Владко не му се мешам. Така е. Пошто он знае подобро од мене да намести кадар, он знае подобро од мене да изработи камерата. И многу од кадрите се негова идеја. Зашто да го направиме вака и да го направиме така? И ја тоа го прифаќам као де факто дека и управо. Да, не му Пошто не, имаше случаи кои што ај добро ќе го снимиме и по мој и по твое. Така.
И во многу од случаите кај што снимавме по мое твое, неговите верзии влегува. И тоа е. Факт. Нема човекот има како тој цел живот е у филм. Ја мислам некој не знае за себе, а да не е позади камера у некоја форма. Така. Уште од збогум на 20-тиот век. На кој збогум на 20-тиот век? И претходно и Ма што те на тебе човекот работи на филмови од 60-ти години работи. Збора на тоа, да. И као глумец работи, као шофер на филми на Кирил Целевски му бил шофер, не знам што. Асистент на камера, фокус пулер, лоудер, камера оператор, свашто. Што ти не. Меѓутоа од овие филмови каде што има акција, работи акциони сцени употребува slow motion подоцна во пост, фрла дим и се соочувате со пукотници во хореографијата. Кажи ми, на што треба да внимава еден режисер ако влезе да снима акциони сцени кај нас, пошто ти го помина патот, што би можел да даеш како сугестија на што да се внимава ако се работи акциони сцени? Освен трпение. Внимавај да имаш повеќе пари од мене. Тоа е првиот совет што го имам. Вториот совет е биди спремен да те боли душа у постпродукција. Особено ако ти е прв пат. Ја барем поминав низ ова релативно успешно, ја би рекол. Сега, знаеш, не може и паре и јаре, во овој случај, пошто нема паре, само буткица од јаре. Добро. Ама... Неам што да советувам, само храбро и само напред. Разбираш, верувај у себе, снимај што мислиш дека треба да се сними, ако ти изгледа добро у монитор, терај. Викај купуем, па ја немав ни еден дубл. Значи, не, ја немам ни еден кадар од смрт во филмот. Значи има не знам колку 10 луѓе умираат тука, не 10. 7-8 луѓе умираат во кадар. Секоја смрт е снимена по еден дубл. Така, добро. Ама буквално ти кажам, не. Топ, умре, готово. Ајде, терај. Пукна ова, да. Чекај, врати го кадарот, добре, експлодира, да. Супер, терај, нареден кој треба да умре. Па шо сега, како филм снимам? Сега Феко, Гаго, Марина, Бато и Виктор ти беа дел од армијата зад камера кои оперираа со неа. Кажи ми, со 2 сета на камери снимаше акционите сцени? Само една. Добро. Само една сцена снимавме со 2 камери. Не, 2, пардон, се извинувам. На 2 сцени. Сцената у подрумот и сцената во Турбо и тоа еден сегмент од Турбо. Така, затоа што да не се дуплираш пак да преместуваш цел се по ефективно е на некој начин, да. Да, и искрено ти кажам, не сум ни сигурен дека требаше така да биде, ама добро, во голем дел се искористија двете камери од двата агли. Да. Аспект рейшо сет на леќи? Комплетен сет предпоставам дека користеше, не беше затворен. Да, ари леки се користеа. Така, не беше затворен. Тоа е избор на Владко Семиловски. Значи ние дискутиравме за тоа, дури имаше идеја и да се снима на Морфик. Океј. Заради тоа имаше, ја имав некоја идеја, уствари не. Ја имав конкретна идеја, имав идеја сите ноќни сцени кои што се вкупно само крајот на филмот се ноќни сцени и подрумот. Да бидат снимени на Морфик, заради тоа што дава една многу интересна димензија на како го деформира светлото, особено вториот план на светлото. Мене тоа многу ми се допаѓа како изгледа. А другото се снима нормално. Меѓутоа сватив после дискусија со Владко дека тоа е, знаеш, мач со 2 острици, не, и мач со 2 острици. И дека, знаеш, ки имаат различен лук, така што сепак се одлучивме на еден покласичен пристап, а иначе за аспект решиото мислам, знае дека сакам да снимаме широко. Така. Нема збор. Од почеток тоа ти беше зацртано. Нема збор. Нема потреба да затвораш да нема дискусија, не. Добро. Ја напоменавме до сега Софија Самуиловска ја работи монтажата на филмот, во која правиш еден флешбек наназад во приказната, во која ги гледаме крвавите носеви на тинеџерите и потоа го премотуваш действието на самата тепачка во подрумот на Блонди. Кажи ми, зошто се одлучивте за ова решение? Секогаш го имаше во сценариото или? Секогаш беше во сценарио. Нема некоја конкретна, едноставно начин на кој што требаше да се раскаже приказната. Значи да видиме дека нешто се случило, за да потоа
го абсолвираме тоа преку нив, а не да го видиме. Значи тоа е една контраекспозиција. Така, поинтимно доживување на ликовите. Да, и за да подобро се врзе приказната во однос на тоа што следува, односно, нели, веднаш потоа следува зошто им се случило тоа што се случило, односно, видеоснимката, фамозната видеоснимка, заради која што е целата потера по нив. Тројца. Така што драматуршки од секогаш беше така и... Добро. Како те обяснам, нит на некој му сметаше, нит некој го свати погрешно, нит... Не, тоа е избор кој што функционира, правиш, функционира и функционира и види, ние можеме да го смонтираме и поинаку. Знам, затоа прашувам дека овој начин го свативме дека нема потреба, заради тоа што како што би мање више цело сценарио е како што е напишано. Добро. Направивме ние со Софија неколку претумбации за време на монтажа, заради тоа што извадивме 2-3 сцени. Да. И тоа веќе менува структура. Да. Јасно. Пошто можеш линеарно да ја решиш таа сцена, мислам и пак да дојдеш до снимката, ама пак носиш ова режисерска одлука да го премоташ филмот. Сега покрај тоа што има комични елементи, имаш и стравични, малтене трилер, именители кои се симнуваат тинеџерите, во подрумот имаш акциони секвенции, мелодрама имаш. Кажи ми колку беше важно да се најде баланс на сите овие различни тонови кои ги содржи делото? Пошто пак се екстреми една до друга која ќе ставиш. Колку ти беше важно да има едно убаво течение? Абе, знаеш што, јас свака ти увестам. Мојата работа као режисер, значи пред се, работата на режисерот е да ја раскаже приказната. Јасно. Која што е напишана. Сега јас сум и сценарист. Така. На ова. Така. Меѓутоа, ако треба да ја компарирам работата на режисерот со било која друга работа, би ја компарирал со диригентот. Така. Со други зборови, јас треба да одлучам кога некој треба да плаче, кога некој треба да се смее, кога некој треба да биде вкочен во своето седиште, кога некој треба да биде распуштен, опуштен и така натаму. И колку? Апсолутно. Многу важно. И колку, да дозираш. Да, меѓутоа треба тука нели ритамот, треба да се земе во предвид колку време ќе му треба да се изнасме за да го апсолвира следното, односно претходното, да го прифати следното и така натаму. Така што сите тие работи во овој случај, заради тоа што е моје сценарио, беа решени уште во сценариото мање више. Добро. Одредени работи нормално се сменија во она што јас го нарекувам втора режија, тоа е монтажа. Така што ништо не беше непланирано од тоа што е као конечен производ на филмот. Пошто ние, уствари, знаеш што, ние филмот го завршивме во монтажа многу брзо. Пошто ние работевме, како ти обяснам, ја деца, Софи деца, носиме деца у школа, од сабајле седнуваме, работиме до 2 попладне. Ги избирате деца. Да, значи 5 сата, 4-5 сата ефективна работа и си одиме дома. Ние бевме готови за 3-4 месеца, реално. Одлично. Имаше повеќе целосно добри текови или па вадеше добри изведби од различни текови? О, боже. Од све помалку, а? Леле, да. Мораш сега сложувалка е на крајот на денот, така? Не, имаше и пар моменти која се одзема моменти која камерата е случајно уклучена. Аха, добро. Ама види, знаеш што? Сега, како те обяснам, тоа е филм. Да, некојаш фокусот бега, некојаш го има. Сними други кадри кои што ги испрли во монтажа, освен таткото? Или само таа? Цели сцени се извадени, меѓутоа, види, мојата омилена сцена од цел филм, која што и визуелна, можеби најатрактивно изгледаше. Добро. Имаше една љубовна сцена помеѓу главните два лика. Аха. Таа сцена е извадена, буквално е извадена последна. Значи, во последното тест, во последната тест проекција, мојот драг колега снимател, Дуле Кардале, конкретно. Така. Абе, нешто, викам, ми штрче, абе, нешто, ми иде, филмов тука ми паѓа, а ја и Софи и Атанас Георгиев, продуцент, знаевме дека нешто паѓа филмот од одреден момент, овој као кажа тоа, Тоа е тоа. чао. Сечи, да.
Уби ги прво децата, Точно, уби си ги kill your своите darlings, деца. да, Kill да. your darlings. Така Чао, е, така чао е. сцена, тоа е тоа. Не Боже мора да мој. биде конкретно посочено зошто, меѓутоа ако ти го чувствуваш, тој го чувствува, имате огромно искуство за себе, знаеш дека нешто има. Се со цел да се раскаже една приказна, Така макар е. тоа значило да се извади најбољата сцена. Е Точка. важно. Факт. Игор Василев Новоградска ја работи и музиката, има негова љубов И Дарко Спасовски. И Дарко Спасовски има негова љубовна творба на саундтракот. Колку па сакаше неговите интервенции да бидат доминантни или па да бидат посуптилни во самиот скор. За музиката, а? Види. Идејата за музиката беше многу различна, мојата првична идеја. Значи, Добро. јас сакав да биде малтене целосно саундтрек. Океј, добро да испрлиш интервенција на скор. Малтене. Добро да. Знаев дека ќе ми редуцирам треба, максимум. знаев дека ќе ми треба поддршка овде, онде и така емоционално натаму. да ја издигне, јасно. Меѓутоа, и ја имав цела една листа на музика која што сакам да користам. Оно што од старт го знаев е дека сакам да користам исклучиво македонска музика. Океј, супер. Меѓутоа, одредени песни не ги добивме кои што ги барав. Добро. Односно бара повеќе пари, Јасно. колку што ние можевме да дадеме. И како што почна да се редуцира опсегот, Добро. така повеќе почна да се користи постоечка музика. Така. Чековски нема права, Добро, јасно. не е битно, да не ти Така, објаснувам. така. И Јасно. на крај се сведовме на, значи, само една песна која што знаев дека ја сакам, и тоа со голема благодарност до Пеше, до Елди Пистолеро, Така. успеавме да ја добиеме, тоа е Бонус трака. Страк. Добро. За нејзе знаев од сам старт дека сакам да ја. Па клучна е. Е, Клучна е. да. Таа песна е, како ти објаснам, сам Духот на градот. духот на градот и дефиниција за рап музика во Македонија, сам точно. дефинитивно. Нема спор. Меѓутоа да не само да продолжам за музика. Ајде. Сите песни кои што се турбо фолк што ги викаш ти, кои што ги користиме во сегментот на филмот каде што има аудиција за филм, Да. ја не можам За не, кафана, и аудиција. тоа овде во ова како беше искра светлина Да. во мрачните лавиринти на македонската радио телевизија 103. Така. Сузана Гавазова, Господ да ја поживее, Така. не само што не ни повара кеш за песната, туку едва и чекаше да ни ја дае, заради тоа што чу дека дека е македонски филм. Одлично. Да. Одлично. Посветено. Морам да ја пофалам, особено дека сум у 103. Супер, супер. Професионалец си е професионалец. Каде и да си, Апсолутно. неважно е тоа. Кажи ми, би се навратил на ликовите во филмот и би ги ставил во некое друго остварување како спорени или ба се да дознаеме што би станало од нив за младите конкретно зборувам. Као возрастни. Не, Не? Затворена ти е приказна? затворена. Не, што? Не знам. Приказната на Матеја да ја обширам. Не Може сметаш дека би има во потреба? следниот не. Спорено лико да се појави некаде во некоја Не се навраќам веќе ни на овие Добре. ликови, ни на ова е тоа. Добре. На паркети ја зема композицијата дека ти одговараше за бркањето. Апсолутно повеќе, знаев ти дека даваше- сакам да ја користам таа стvar. Така. Трендо ја објави на Офнет, Аха. не знам, некои си година дена пред да го снима филмот. И толку ми се свиеше стварта. Како влеглав во монтажа, викам, дај да ја пробаме овде, дај да ја пробаме онде, и легна музиката, Да. и сега е музиката на филмот. Така е, така е. Има демографија која сметаш дека е наменет филмот, односно која најдиректно би ги доживеала и разбавала јазикот на кој што се изразуваш? Да, да, 15 до 30. Океј. А повозрастните, мислиш дека би имале проблем? Само моите другари. Ќе се пронајдат некаде, да. Колку има во филмот и некаква си ангажирана жичка поглед на политичарот, односно не, Перо си е Перо, како што гледаме од рекламата на автобусот, во какво светло сакаше да го прикажеш политичарот и што тоа па говори за политиката во светот во кој што живеат ликовите? Ма кој свет, бре? Види,
Јас сум бил обкружен со политичари цел мој живот. Татко ми беше министер за здравство, дома ми влегувале секакви луѓе. Јас сум идал, сум се гледал со секакви луѓе. И она што можам да ти кажам е ако на некој не може да му верува што е на политичар. Фер. Генерал. Фер. Или ако ништо друго, барем треба да го земе со резерва. Тоа не го прави добар или лош човек, меѓутоа го прави, знаеш, некаква силисица, односно риба, како и да го фрлиш ќе падне на права страна. Да. И овој филм не види, овој филм не е правен за да раскаже нека подлабока приказна, освен онаа што ја гледаме реално пред нас, онаа што е за пуганки. Ама приметувам и во одредени критики и во муавети со луѓе, особено после премиерата, и тоа луѓе кои што мене ми знаат, и тоа интелектуалци луѓе, Добро. кои што наоѓаат нека подлабока смисла во сето тоа. Меѓутоа, како што кажав уште пред некое време, не е на мене јас да го дискутирам филмот, туку време е филмот да си раскаже сам за себе. Кој што ќе најде во него, тоа е филмот за тој некој. И заради тоа сакам да има што е можно поголема публика, заради тоа што за тебе е еден филм, за мене е друг, за тој некој таму трет што ќе го гледа во Свети Никола утре е трет филм. Така, сега да ти го поставам најглупавото прашање вечерва што ќе го добиеш, ама ете тука сме. Има ли место за насилство во филм и негова естетизација? Односно, зошто имаат луѓето проблем да гледаат насилни филмови? Ја не знам кои луѓе имаат проблем да гледаат насилно. Имаат. Знаеш дека имаат некои што се препотентни, арогантни и мислат дека под секое можно ниво е естетизација на насилство и го деградира квалитетот на филм. Знаеш дека има такви елитисти, глумење на турбофолк елитисти, знаеш дека има такви. Да, и има. познаваш. Да, не, во ред. Те сваќам што Да, кажеш. Абе види, додека има публика за насилство, ќе има и филмови со насилство. Така некако му доаѓа. Ја, например, многу сакам хорор филмови. Исто. И тоа ако може да се слешер хорори, ако може малце поише крв да има, тоа подобро. Добре дојдено, да. И Фреди и Джейсон со години. Абе, нема, не, Майкл Мајерс ми е врв на мене, како да тоа вест. Да. Значи, Дарио Ардженто, значи, хардкор слешер. Значи, нема, тоа е врвот на слешерите. Да, И да е малце по-б, ако може, уште подобро. со парите што ги добива, ле, јеби тоа е Да, функционира, има публика како тоа. Како нема фестивали има до денес посветени на Ардженто и на Да, така што на тие на кои што им смета насилство и филмови, нека не иде да гледаат филмови со насилство, како тоа. Јас знаеш колку луѓе познавам што не ги сакаат на Вуди Ален филмовите. Заради тоа што имал не знам каква врска со неговата покерка и така натаму. Да. Ја не го судам неговиот приватен живот, ја го судам по неговата работа. Така е, за делата зборувам. Апсолутно. Да. Менхетен ќе биде добар филм без разлика на што и да е. Менхетен е ремейк дело, да, апсолутно. Како Ени Хол, што и да е, да. Мислам само да ти кажам, поентата е многу едноставна. Да. Додека има публика, ќе има такви филмови. Така. Тие на кои што не им се свија, ќе гледаат нешто друго. И тоа е тоа, боже мој. Јасно. Секој со своето. Кој го составуваше трейлерот, сакаш да скриеш или да покажеш повеќе во него? Имаше Ја немам врска со трейлерот. Немаше, значи, Софија Самуиловска го направи цел трейлер од почеток до крај, ја интервенирав 3%. Ај овој кадар да го замениме со овој, ај тој со тој, толку 3 кадри заменив, се е неизино дело. Добро, значи немаше планирање за странски пазар, што би гледале, како би гледале. Не, добар те. Ја мислам дека трейлерот е одличен и гледам им се свиѓа и на луѓе. Сега, што би променил во филмот да би имал поголем буџет од нецелите 340.000 евра? Дали се воопшто доволни? 326. Дали се воопшто доволни за да биде конкурентен филм од овој калибар со оглед на тоа што има крими комедии, на пример, кои ги добиваме стримерите секоја недела, кои се 10 до 20 милиони долари буџет? Ја да имав 20 милиони евра буџет, ќе го снимев истиот филм, само истиот филм ќе беше 20 милиони пати подобар. Добро. Не, подобар. Не, веројатно немаше да го има овој шарм што го има, можеби ќе имаше и повеќе шарм, од кај да знам. Добро. Меѓутоа, види, мене не ми беа... Добро, време се пари. Само да имав 10 дена поише. Така.
да не морав да брзам на толку работи. Да. Ох, колку ќе беше некои работи ќе беа едноставно златни, како ти обяснам. Ама види, ја носете чергата. Не, слушај, ја мразам тоа кога се вадат, ама немавме пари, ама знаете да имавме поише пари. Ја тоа ти прв пат го спомнав, ја не го спомнав. Добро. Ја никад не се вадам и не би се вадал на тоа дека да имав поише пари, ќе видите што ќе направи, жити мајка. Да. Како не? Толку е силата на крајот. Толку пари имав, тоа го направив. Цени ме према тоа. Ај, шетај. Така е. Дали е возможно да се најдат странски копродуценти за филм од овој калибар? Пробавте или па имаше некакви препреки за да се реализира тоа? Имаше, не имаше препреки, него имаше. Види, ние се обидовме да добиеме. Добро. Мене ме тера, не ме тера, никаде ме терал. Добро. Лошо се изразим. Да. Бев советуван да почекам уште една година, за да видиме што ќе одговорат Србија, Хрватска, не знам таму кај се не. Добро. Меѓутоа јас инсистирав да се снима за толку пари колку што имаме веднаш. Да не се жртвува време. Веднаш. Пошто ја мислам дека овој филм немаше да биде готов сега. Немаше со монтажа да биде готов, да чекавме. И едноставно реков, идеме со следниот филм, повеќе среќа, боже мој. Да се агитира од почеток порано, ако веќе се бара некаква копродукција. Филмот имаше светска премиера во Сараево, домашна на браќа Манаки играше на Cineplex. Кажи ми како реагираа младите таму на поглед на тото и како реагираа кај нас? Сараево. Супер, реагира, види, во Сараево реагира изненадувачки позитивно. Добро. Се кршеа од смеење. Некоја да искочат од кино, пази, ние имавме проекција под отворено небо и почна да врне. Добро. Тоа е лошо за секој филм. Почна, тоа позаросуваше цело време, ние не знаевме ни дека ќе биде таму проекцијата до сат време пред да биде таму. Заради тоа што цел ден врнеше. Добро. На крај одлучија временска прогноза нема да врне, нека биде у Стари град под отворено небо, ово она. Добро. На крај чадори се отвара, значи почна да врне. Никој не излезе надвор, никој не си замина од проекцијата. За мене тоа е поголем комплимент него ли некој фикерски аплауз на премиера. Едноставно повеќе ми значи. Она што ја го приметив, види, дефинитивно формулата функционира. Добро. Значи филмот функционира и во Битола, и во Скопје на премиера, и на овие проекции сега во Cineplex и така натаму, ми кажуваат луѓе кои што се дел од филмот, кои што идат да го гледаат. Така. Се извинувам, дека на истото место се истите смешки, истите реакции, истите аплаузи и така натаму. Во Сараево имаше дополнителни места кои што они ги сваќаат малце различно од нас. Дури можеби повеќе него ли тука. Во контекст на тоа дека поблиски се со нивна култура и не знам. Општество? Не знам, искрено не знам. Мислам, сега не можам да измислувам, ама немам појма. Едноставно и функционира, значи они се смеа и им беа забавни одредени делови од филмот кои што дури ни ја никогаш не предпоставив дека може да бидат забавни. Така. За некоја публика. Ама ете се погодило дека таму им легнало. Супер реакција, во Битола имавме феноменална реакција. Во Скопје на премиера исто така. Така. Значи го постигна сакуваното дека публиката. Јас сум многу среќен со реакцијата на публиката, пошто јас многу усрам претходно, извини на изразот. Бев многу така испаничен, далки им се свија, кој како ќе ме суди, бла, сега шо мисли таму некој филмаџија кој што многу му се свија Ларс фон Триер. Добро, нека му се свиѓа Ларс фон Триер. Да, ме разбира, јас сум многу... Не, ја го обожавам. Така. Сега гледаме филм на Димитар Оровчев. Да, и гледаме ваков тип на филм. Така е. И кај генералната публика, кај живата публика функционира. И мене тоа, знаеш каков кеф ми прави, значи можам да си умрам спокојно, како ти објаснам. Супер, мислиш дека има разлика меѓу фестивалската публика и репертоарската публика што оди да гледа? Не, мислам дека има разлика помеѓу интелектуалната публика и непретенциозната, обична, нормална публика од која што живееме. Така.
на место. Со оглед на тоа што дел од животот го имаш поминато и работата во САД и осозна како функционира студискиот систем таму, кажи ми кои се неговите погодности, а кои па се маните во споредба со условите кои што ги имаме кај нас. Што може да научиме, а што Од американците? Да. Од американците можеме само да учиме и ништо друго во однос на филм. Така, каде мислиш дека може да се подобриме а тие што веќе го имаат воспоставено тоа во продукција? Да снимаме повеќе непретенциозни жанровски филмови. Одлично. Особено младава генерација. Така. Јас им предлагам на младите да снимаат филмови кои што се искрени. Како да ти објаснам? Да, Треба да снимаат филмови кои што ќе те... Еден млад човек треба да сними филм кој што треба да биде полуавтобиографски, барем во однос на неговите верувања и гледишта на светот. Така. И ако што е поискрен авторот, тоа ќе биде подобро примено од публиката. Тоа е она што јас го имам да им го предлагам. Сакаш да го снимаш Терминатор 3? Сними го Терминатор 3. Така е. Сакаш да снимаш, не знам, Breaking the Waves, еве го спомнав на Ларс фон Триер. Тоа е рипов на Идиот на Достоевски. Ако те бива, ако си курнас, сними го тоа, бе. Стварно тоа Ама верувај во тоа. Да. Верувај во тоа. Јас сакам ваков филм да снимам. Следниот филм е скроз различен. Имам готов сценарио, знам што ќе снимам след. Добро. Откако ќе заврши фестивалскиот живот и репертоарскиот, се даде копија кинотека, сметаш дека би било од корист да биде достапен на дигиталните пространства, затоа што мислам дека има таму публика која е гладна за вакви крими комедии кои што ете можеби ќе го утнат периодов на кој што Јас се надевам дека моите драги пријатели продуценти ќе го шипнат филмот на некоја стриминг платформа, заради тоа што она што мене ми е најбитно е што е можно повеќе луѓе да го гледаат. Така е. Сега, ја верувам дека најдобро да се искуси филме во кино. Јасно. Ако можат луѓето да го гледаат во кино, супер, дечки, на твојата публика и кажувам, идете у кино, гледајте го. Игра у Cineplex, ќе биде у Cineplex додека има Интерекс и игра низ Македонија, сега не знам како кидат кинопроекциите, не сум ни сигурен. Ако не, нека го гледаат и на телефон што се однесува до мене. Мене ми е битно да го изгледаат луѓето филмот. Тоа ми е на мене најважно, ништо друго не ми е битно. Така, сега зборуваме за, да речеме, 6 месеци, една година, други генерации кои ќе дојдат, така, значи, која ќе заврши после 2 години екот, знаеш, млади генерации кои што мислам дека би се охрабриле кога ќе видат ваков потфат со вакви ликови, дека окей, знаеш, некој го крши мразот кај нас, дека нема проблем со жанровски јазик, дека зошто да не пробаме и ние, знаеш. Со самото тоа што ќе им биде достапен филмот, мислам дека ќе им даде кураж да се прашаат себе си, да се пробаат себе си, не. Види, ако мојот филм охрабри било кој да направи било што, тогаш јас сум на конј. Како ти објаснам? Искрено ти го кажувам тоа. Така. Јас се надевам дека Она што јас се надевам е дека ако ништо друго овој филм барем ќе охрабри некој млад човек не да сними ваков филм, као што кажа пред 5 минути. Да сними филм во кој што он верува без да се плаши дека ќе биде оценет, дека е површен или ваков или таков, како да објаснам, свако чудо за 3 дана. Мислам, реално е така. Снимај бе филм како што ти сакаш да снимиш и чао. Иш да не ти е гаје што мисли било кој за тебе. Тоа ми е мене битно. Така е. Со што си најзадоволен со филмот, а со што најмалку си задоволен? Сватив кои ми се другари, кои не се. Фер, мораш да пресечеш некаде, лицето си го покажа, а? Апсолутно. Добро, барем сега знаеш на кого можеш да се подпреш без резерва. Не, и сватив дека можам, сватив што можам, а што не можам да направам. Како режисер и како сценарист. И многу ми е појасно. Знаеш, кога еднаш знаеш, не знам дали си лизгал, ја тренирав хокеј кога бев клинец у Белград. Таму сум роден, таму пораснав. Тренирав хокеј 2 години. Ја, како ти објаснам, никад нема да заборавам колку многу паѓав и колку многу ме болеше и колку многу ме тераа да станам и да продужам. Така. И еднаш кога ќе научиш да лизгаш, нема поубаво и ветровито, помагично искуство од лизгање на мраз. Барем за мене. Добре. Сега со мојава болест и артритов и така натаму не можам ни да одам, не па да се лизгам. Меѓутоа така и во филмот, кога еднаш ќе ги поминам сите овие дупки и препреки низ кои што поминав
снимајќи го овој филм, едва и чекам да го снимам следниот. Така. И ќе биде толку добар и толку подобар, ме разбираш? Да. Така што мотив, тоа е. Мотив да имаш плюс. Апсолутно, Да. А би снимал со хокеј филм? Ако веќе сме тука? Не. Па не знам, слушај, ако има добра слушај, да имаме кај да снимаме хокеј у Македонија, може и ќе снимам. Да бе, да некако Па немаме ли Major League. згалиште? Не, нешто како Major League, например, како што имаат со бейсбол, нели, во Не, и Америка. овој Дакс, како се викаше овој? Mighty Ducks? Не. Mighty Ducks, така е, Па така Mighty нешто Ducks. да, знаеш, она, ако веќе во спортот сакаш да... Не, филм со спорт не би снимал, Добро. сигурно. Океј, а што е па наредно што можеш да ми кажеш за идни проекти кои што ги имаш на располагање? Би продолжил со игра нареден? Или би се Апсолутно. вратил на документарен, би се вратил на кратка форма? Па види, документарец да снимаш треба да имаш добра приказна. Добро. Треба да ти се случи, треба да знаеш. Така. Треба да знаеш. Тоа е човекот, тоа е приказната, тоа е целта, тоа е поентата и така натаму. Ја тоа го немам. Океј. Од друга страна, од секој сум бил малце пофасциниран со фикцијата, знаеш. Таму каде што јас можам да си ги исполнам своите сонешта, па макар било тоа ефективно. Добро. Така што дефинитивно фикција. Добро. И имам, ја постојано пишувам, и тоа пишувам свашта, и пишувам и раскази, пишувам и Супер. некои мемуари, пишувам сценарија за кратки филмови Добро, и така добро. натаму. Многу од нив знам дека никогаш нема нигде да излезат, меѓутоа, знаеш, ќе ми текне нешто и го ставам на хартија. Таков сум. Да, излегуваат од И тебе. си уживам у тоа, знаеш. Супер, да. Ја го гледам филм, јас сум го направил филмот на хартија. Да. Го гледаш веќе. Така што ја имам 2 готови сценарија за играм филм. Добро. И едното од нив ќе го конкурирам, па ќе видиме докај ќе стигнеме со Океј. тоа. Повторно ќе бидат во манир на крими комедија или ќе Не. мешаш уште нешто? Не. Или? Ќе биде дефинитивно комедија некаква. Океј, добро. Нема да биде крими, ќе биде полуавтобиографски. Така. Добро. Се внесуваш малку повеќе од колку што си дозволи до сега. Да, ама сега знам чергата. Добро, океј. Ќе можеш да сечеш уште од Барем, почеток. да. Нема да пукаш високо. Кажи ми што последно се гледал да препорачаш филм, серија, музика, книга, што ти легнало? Последно што ти оставило печаток, а да не е уби ги продецата, затоа што кажавме дека доволно пати ти е гледан. Што последно ти остави? Го гледаше последниот Елиен, Ромелус? Го гледав, не ми се Кај тоа? свигаше. Зошто така? Се разочарав. Зошто бе Феде? А ја Феде Алварес многу го сакам. Па така да е, пошто е... Многу го сакам, гениален режисер, режисер, оној да. Don't Breathe Me Да, од Лудница да. филм, нема збор, оној режисер. Како не? И- Evil Dead неговиот е И баш Олден е добар. гениален, исто Мислам. така, да. Така, што ти разочара во Ромелус? Не знам, целата приказна ми беше многу наивна. Дека не те врзува тие ликови конкретно за тоа? Не знам како ти Океј. кажам, сите го сметаат на Финчер Alien 3 за најлош Alien, ја мислам дека ово е полош. Да. Дури, устари, мене ми се свиѓа Alien 3, овој Alien Romulus не знам, не ми се допадна. Однака, дури бев људ кога заврши филм, не ми се Девер, окей. Да, не ми се свигаше. А последно добро што сум гледал, абе види, у последно време нешто не сум гледал некој филм да ме актор од земја. Да, бе. Не те воодуши. Ама многу ми се свијаше, на пример, овој данскиот No Man's Land. Не, како се беше? Не, Promised Land. Promised Land, Да, пардон. со Мац Микелсен. Да, многу ми се свијаше тој Одлично, филм. одлично. На пример, Добро. не знам. Тотално различен од све друго што правиме муа вечерва, ама да, многу ми се свијаше тој филм. Супер. Што музика слушаш последно шоуите, освен хип-хоп саундтракот кој што го имаш? Па види, ја во суштина не слушам толку многу хип-хоп. Слушам, али така, треба да сум расположен. Последно, не знам, искрено ти кажам, мислам дека остарев малце поише од што треба. Слушам класика многу последно. Добро, време. во ред. Кој дела? И кој автори конкретно? Најмногу го слушам Брамсу последно Океј. време. Зашо со што те плени Брамс баш? Па импулсивен е многу. Океј, Многу е тврд, знаеш, ми се свија тоа и има и некоја енергија со која што ја можам да се пронајдеш во тоа, да. Апсолутно, да. А кога треба да плачам, онда го слушам Рахмањев. Добро, мислам. Сите плачеме, а него. Не, али класична музика слушам у секој случај многу последно време, да. Одлично. Дебиси многу го сакам, ајде малце Океј, добро, помодерен да модерно, речеме, да. да. Па го има и у филмот.
Без него каде? Без Клерл. Да, и тоа за без пари го најдов. Па добро. Мислам, толку пати ја изведено неговата композиција, така што се наоѓа. Во секој случај, а телевизиските серии те пленат по нова продукција или како? Најдобра серија на сите времења за мене е Фарго. Добро. И ги сакам сите Сите итерации, сите сезони, да? Сите сезони ги сакам. И петава последна многу ја сакам, и сите ги сакам. Али знаеш мене што ме опушта највише што си гледам ја? Ајде. Кога сум сам дома, и Добро. кога не мора да мислам на ништо и кога не Добро. ќе да се опретувам, си гледам True Crime. Документарци? Да, не, за мене нема бољи. Тоа не Netflix, а ТВ, како да ти кажам, разбираш, онака тврдо. Добро. Тврдо, со лоша нарација, Значи, со IDTV, лепота, IDTV, башта. Тоа е тоа. Нема боле, уживам у тоа. Знаеш како, као жена ми што сака да гледа Sex and the City, јас така сакам да гледам IDTV True Така, Crime да. Stories, е тоа е. Добро, мозокот на пасење, ама... Да, супер, многу Ама се ти исполнува многу се инспиративно. Душевно ти исполнува. Да. Супер, Димитар, фала ти многу што беше дел од емисијата и посакувам уште многу успеси со овој филм конкретно, да допре до посакуваната публика, до таа за која што и е наменет и да ми дојдеш пак во емисија со наредно дело кое што ќе не збогати од некој си друг аспект, да ни доловиш дека во Македонија женровскиот филм и тоа како може корење да пушти и тоа како може да биде племенит и да ни даде еден одраз во огледалото кој што може би не сакаме да си го признаеме на себе си, меѓутоа ќе ни покажеш какви сме и што сме. Фала ти многу. А за крајот на емисијата се разбира завршуваме како што започнаме, како што започна и твојот филм, како што и завршува твојот филм, завршуваме со легијата, односно со бонус трак. Рокај го. Јас сум Зlatko Ѓелевски, го затворам 590-тиот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. Дојденото издание на Дансе Макабре, гледајте го, убие ги прво децата, ако не, го направите тоа, Чичко Људ ќе ве направи проститутка за посебни потреби.